Бушави глави. Змеј едно нешто што го правиме и да го купуваме така, што лета на ветер, добар е за есен, тогаш највеќе дува. Може да си играме, да... Змеј е едно убаво летало што ни го прават некои луѓе за да можеме да се забавуваме. Змејот може да биде многу голем, а може да биде и малечок. Змеј е детска играчка, можеш да го направиш, ако сакаш, може да го направиш од лист или да го купиш. Змеј е дел играчка. Со него тој се лета кога има ветер и многу е забавен. Ти трчаш, он лета позади. Многу е интересно да леташ со змеј. Змеј е една играчка што е за во пролет. Таа се прави од лист и ќе ја пуштиш и ќе лета. Змејот е играчка што лета и таа можеме да направиме и да купиме. Да, јас кога пробав кај папа да го правам, не ми успева. Ама јас не знам. Сум пробувал неколку пати, ама сум сгрешил. И еднаш со татко ми пробувавме и тој ми помогна и направив. Некогаш можеме и да го купиме змејот или да си го направиме. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! Има родители кои знаат многу добро да го направат, ама има и некои што не знаат. Од хартија, само од хартија може да се прави. Па да, они се повозрастни повеќе знаат како да го направат. Можно и децата да го направат, ама малце ќе им треба време. За родителите не е, ама за нас ќе ни треба време. Но многу често родителите ни ја прават како изненадување. Па, да знаме како една хартија, како за... не знам како се викаш таа свилена, па има како дупчиња, па го ставаме дрво, стапови, го заврзуваме, некои машнички да ставиме и конче па да лета. Па, отприлика 10 секунди и повеќе. Убаво би било кога секое дете би имало свој змеј. Кога не врне, бидејќи кога грми, може тоа што грми да влезе, како да кажем, да удри гртијата и не знам, да стане нешто пожар. Змејот најубаво се лета на ливада и на излет. На интернет има рецепт како се прави и како на излет да си леташ змеј. Змеј е едно суштество што живее во една планина и според него се направени еден куп играчки и филмови и игри и прикази. Змејот, ако речеме значи на англиски драгон, тој е оној голем гуштер со големи крилја што знае да блуе оган од устата и има различни види на змејови. Значи има змејови кои што блујат оган, има змејови кои што знаат да фрлат киселина па да растопат некое силно железо. Има змејови кои што знаат да замрзнуваат, тие се викаат фрост вирмови, по далечните предели таму негде на север. И легендата вели дека наводно некогаш имало некои луѓе што можеле да ги јаваат тие змееви, тие се викале драгон рајдери на англиски јазик и тие знаеле да ги контролираат и да се поврзуваат со нив како со домашни миленичиња. И сега јас не познавам никој таков
во мојата околина не сум запознал, но доколку има некој тако што ќе гледа оваа епизода, јас би сакал да ми се јави и да ми каже, баш ме интересира да го распрашаме, куп работи имам за змеовите, затоа што многу често се појавуваат во цртани и во игри кои што ги играм и би сакал да дознам нешто повеќе. Три, барам, тука сум. Јупси. Тука сум. Лупа. Тука сум. Каде си? Тука сум. Тука сум. Идам. Кај си? Тука сум. Сега ќе ме фатам. Кај да ќе ме фатам? Кај да ќе ме фатам? Кај да ќе фатам? Кај да ќе фатам? Недолу фатив. Нешто фатив. И отвори ги очите. И ме фатив. Готови сте. Готови сте. Сите деца треба да бидат пред се да размислуваат што им кажале нивните родители. Да пред се да им веруваат на нивните родители, па потоа да си го следат својот инстинкт и да размислат, можеби дел од секунда за тоа што ќе го направат, дали нивниот татко или мајка или постар брат би го направил тоа на истиот начин. Се разбира, тоа е прилично тешко. Впрочем, кога размисла порно, за децата најважно е да се забавуваат и да не мислат на лоши работи. Ова другото е втора степен. Бушави глави.